начинот на кој што размислуваат граѓаните, особено сега во очи на избори, тоа беше непартиски протест со блокада на булевари поради пожарот на Абе Сабајле излегоа по плавнето, која беше, која не ги пуштија сликите дека налепеле низ аеродром луѓе повик за протест за блокирање на улицата на булеварот Киро Глигоров заради тоа што гори Вардареште. Луѓето се излегоа нормално и дојде полиција проба да ги разбрка и така натака да, меѓутоа рекоа луѓето дека секој ден у 6 сат, 18 часот ќе бидат. Не може да излагаат овие како се вика Боби, Дејан и Орце, знаете што, кога ќе дојдеме ние, тогаш ќе го решиме проблемот, па сега сте вие. Зашо лажете? Под ингеренција на Гази Баба е. Кај треба да дојдат? Делот што беше под град Скопје е исчистен, делот што гори е под ингеренција на Гази Баба. Што треба да идете да го решите, а не знаете сега после изборите ќе го решиме. Сакам уште еднаш да ги поздравам овие храбри луѓе кои што во аеродром излегоа да протестираат, затоа што во очи на избори тоа не е во интерес на ниту еден политички субјект, особено не ваков голем протест со граѓански карактер, каде што луѓето имаат конкретно барање. Ова е показател за тоа како цела Македонија треба да ја практицира демократијата, да ја разбира демократијата и го повторувам уште еднаш оној факт кој што го кажав и тогаш во Кочани, дека демократијата не се практикува само еден ден кога излегуваш да гласаш. За да бидеш слушнат, некогаш треба да излезеш и на улица и гласно да зборуваш за тоа што сакаш да се случува, а што не сакаш да се случува.